Добро вечер, јас сум Горан Теменогов, а вие гледате економски магазин на Алсат. На ковид кризата како да не и се гледа крајот. Иако властите се обидуваат да наметнат поглед дека треба да се подготвуваме за рестартирање на економијата, проблемите како да се продлабочуваат. Во моментов како далечно ехо допираат гласовите за еден проблем кој што може наскоро дополнително да ја дестабилизира целата светска економија, но и енормно да го влоши животот на милиони луѓе. Тоа е опасноста од инфлација, од порастот на цените. Според законот во државава задолжена за да пази да не дојде до поголема инфлација е Народната банка. Затоа добро вечер велиме на гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата за гостување во емисијата. Да, освен што ќе зборуваме за инфлацијата, ќе зборуваме и за каматите на кредитите, за состојбите во банкарскиот сектор, за дознаките од странство, но она што во овој момент е најактуелно, можеби, знаеме дека утре на 1 април веќе граѓаните не ќе може, според одлуката на Народната банка, да ги користат привилегиите за одложување на плаќањето на ратите кон банките. Значи, завршува она што беше донесено како одлука и банките веќе не ќе можат врз основа на тоа да пролонгираат на 3 или на 6 месеци плаќање на ратите. Гувернерке, дали сепак граѓаните кои што се уште ги чувствуваат последиците од кризава, кои што не се на работа, имаат понередовни примања, ќе може да добијат одложување на плаќање на ратите? Добро, прво би кажала дека минатата година, соочувајќи се со голема криза, Централната банка презема повеќе мерки во насока на поддршка на реалниот сектор, значи на компаниите, на граѓаните, и една од мерките кои што ги презема е токму оваа одлука на која што посочувате и вие. Одлуката сметам дека беше многу ефективна, даде резултат, особено ако се направи споредба кај нас и во земјите од Европската Унија, за да видиме колкав беше опфатот на оваа одлука, односно колкав дел од кредитите беа пролонгирани токму како резултат на стимулативниот ефект кој што произлегуваше од оваа одлука. Кај нас предмет на одложено плаќање според оваа одлука беа околу 44% од вкупното редовно кредитно портфолио. За споредба со Европската Унија, таму бројките се навистина многу пониски, во просек 6 до 7% од кредитното портфолио, при што секако има голема разлика меѓу земјите, например во Германија е само 2%, а во некои земји достигнува до 40 или нешто над 40%, што значи дека кај нас навистина голем е опфатот на кредитите кои што имаа олеснети услови за отплата како резултат на оваа мерка. Истекува важноста, како што и вие кажувате, ние како Централна банка во моментот правиме анализи, согледувања, подетално да ја видиме ефективноста, сегментите на кои што можеби би требало да се обрне внимание и соодветно ќе имаме разговори со Македонската банкарска асоциација да видиме кои се нивните видувања врз основа на анализите и би одлучиле за евентуални понатамошни чекори. Но нешто е важно да го потенцирам е дека не значи граѓаните, ако не се промени одлуката, не можат да се обратат до банките и да добијат пролонгирање во зависност од нивната финансиска состојба. Зборуваме само за регулаторни промени кои што би биле во насока на стимулирање на банките да го направат. Значи така, вие очекувате сега Македонската банкарска асоциација да побара од вас, ако побара, да продолжат овие услови за одложување на плаќање на ратите на кредитите. У суштина банките во моментов можат истото да го, односно од утре ќе можат истото да го прават, но под други пазарни услови, односно вие ќе бидете поригорозни во поглед на следењето на кого се дава одложување на плаќање на ратите, односно они ќе имаат обврски да пријавуваат поголеми обезбедувања во Народната банка за сите оние што кредити што нема да ги наплаќаат во наредниот период доколку решат за такво нешто. Да, во суштина ние секако планираме да имаме разговор со Македонската банкарска асоциација, да ги видиме нивните размислувања, нивните оценки. Веќе во Народната банка имаме прелиминарно направена анализа која што секако ќе ја продискутираме за да видиме
како понатаму, дали се неопходни, ако е веќе неопходна таква мерка, во кои сегменти ќе биде насочена. Се разбира, мора да се фокусираме на населението, значи на граѓаните и на компаниите кои што се најпогодени во рамки на оваа криза. Значи, граѓаните кои што немаат примања, кои останаа без примања или поради ковид кризата, а очекуваат во иднина, но не од утре да имаат приходи, да можат редовно да ги сервисираат обврските, може да се обратат до своите банки и да побараат одложување и од утре, но како што напоменавме, засега ќе биде поодредени правила кои што важеа пред ковид кризата. Секако, да. Да, тоа е, значи, ете, почитувани гледачи, ако не сте во состојба, побарајте од вашата банка да видите дали ќе може да ги одложите, а ќе чекаме и Народната банка да донесе можеби нова одлука која што ќе го олесни сето тоа да се применува, односно банките да не одвојуваат поголем дел од средствата за да може да ги опростат, односно да ги одложат плаќањата на каматите. Доаѓаме до онаа централна тема што мене ме интересира како новинар, а тоа е инфлацијата. Правиме прилози, гледаме и сите ние што пазаруваме секојдневно, ни поскапуваат производите кои што ги купуваме, маслото за јадење е поскапено, шеќерот е поскапено, поскапуваат прехранбените производи. Од оноа што го извадивме на вашата веб страница за макроекономските показатели за март, најновите што ги имате, објавено, и вие забележувате дека на светските пазари многу е пораснати цените на основните ресурси. Тоа зборуваме сега за пченка и пченица е порасната, нафтените деривати се пораснати во однос на проекциите и очекувањата во октомври. Значи имаме веќе раст на цените. Дали може да се плашиме дека ќе дојде до инфлација во државава, односно ќе ни поскапат производите кои што секојдневно го купуваме, пред се прехранбените и оние што ни се најважни за преживување? Добро, најнапред би кажала дека една од клучните одлики на нашата економија е одржување на ниска и стабилна инфлација веќе подолг период наназад. Например, еве, само би посочила, во последните 5 години, во просек инфлацијата изнесува некаде околу 1%. Минатата година, во услови на корона криза, дојде до одредено нагорно поместување, но би рекла минимално. Просечната стапка на инфлација се зголеми на 1,2%. Во услови на нагорни поместувања на цените на храната, во услови на нагорни поместувања на базичната инфлација, која што всушност е оној дел од инфлацијата, се освен цените и енергијата, а во делот на енергијата, како што знаете, во услови на висок пад на цените на нафтата, минатата година падот беше над 30% на цените на нафтата, исто така и на останатите енергенси, дојде до намалување на енергетската компонента на инфлацијата. Како се споредуваат овие движења, да речам, со останатите земји во рамки на Централна и Југоисточна Европа, слични би рекла, просекот за Централна и Југоисточна Европа за инфлацијата минатата година 1,6%, значи кај нас нешто пониска беше инфлацијата. Сега, кои се движењата во текот на ова? Инаку, исто така да споменам дека тие остварувања на инфлацијата минатата година беа речиси во целост со нашите проекции. Проектиравме 1,1, остварувањето беше 1,2%. Кои се движењата и трендовите од почетокот на оваа година? Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари-февруари оваа година има ценовен раст од 1,9%. Ако се гледа структурата внатре, од каде произлегува овој ценовен раст, може да се види дека тој произлегува од сите клучни компоненти: храната, базичната инфлација и енергетската компонента, затоа што оваа година, за разлика од минатата година, кога имаше голем пад на цените на енергенсите, сега веќе очекуваме враќање на некои предкризни нивоа кај цените на енергенсите, што секако во нагорна насока ја поместува инфлацијата. Значи, трите компоненти имаат позитивен придонес кон растот на... Што може да очекуваме? Сега ние се плашиме дека ќе букне и одеднаш нема да биде 1,5-1,6 во Македонија, може да биде 3-4, тука веќе да почнеме сериозна инфлација, да се почувствува, а во услови кога приходите не растат, бидејќи сме се уште во криза, а од друга страна трошоците на живот, односно ни поскапуваат производите. Можеме ли да почнеме да се плашиме или имате механизми ова да го дека првин дали има опасност и дали имате механизми да држите на некоја инфлација и која би била оптималната инфлација за Македонија?
Да, токму тоа сакав и да посочам, затоа и почнав од почетокот на оваа година, за да видиме дали овие остварувања на почетокот на оваа година се во линија со нашите проекции. Ние со последниот циклус на макроекономски проекции, кој што беше октомври минатата година, за оваа година проектиравме просечна инфлација од 1,5%. При тоа, во првиот квартал, првите 2 месеци, проектиравме инфлација од 1,8%. Значи, ова остварување од 1,9% сега е, речиси, во целост со линија со нашите проекции. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека ризиците постојат околу движењето на цените. Тие ризици се поврзани во основа, имајќи ја во предвид структурата на нашиот инфлацијски индекс, пред се од надворешни фактори. Само ако ги споредам предпоставките кои што ги користевме во октомври, со кои што проектиравме стапка од 1,5% и најновите предпоставки кои што би требало да ги користиме ако сега во овој момент правиме нова проекција на инфлацијата, јасно е дека има нагорни поместувања, има нагорни поместувања особено кај цените на енергенсите и тогаш се очекуваше значи раст на цените на енергенсите. Тоа беше многу малку очекувањето дека ќе растат. Многу помал ценовен раст особено на нафтата, сега се очекува над 30% раст на цената на нафтата, што е значи различна предпоставка, а кај цените на храната исто така има одредени нагорни поместувања. Колку ќе би била сега инфлацијата? Колку очекувате, грубо, се уште не се излезени математиките, колку ќе очекувате дека ќе биде во текот на година? Значи, со мартовскиве сознанија за цените на енергенсите и на прехранбените производи. Вградувањето на овие предпоставки на кои што посочив упатува на нагорно поместување, но тоа нагорно поместување сега за сега, барем од бројките кои што ги добиваме, е негде за 0,5 процентни поени или нешто повеќе од тоа, но тука би се воздржала од поконкретни квантификации, бидејќи само што започна целиот циклус на макроекономски проекции. Тој треба да се финализира до крајот на април месец и на почетокот на мај, да излеземе со комплетно нови бројки и за инфлацијата, реалниот сектор, платнобилансните движења. Меѓутоа, од ова што го споменав, значи сега за сега сите бројки да упетуваат на нагорно поместување, но не е тоа некое исклучително повисоко ниво на инфлација. Сега за сега нема да дојдеме до 3% на годишно ниво веројатно во овој момент. Значи, ние, морам да кажам, цените кај примарните производи се многу променливи. Одат нагоре, одат надолу. Еве за цените на нафтата, например, веќе за наредната година се проектира пат. Има периоди на раст, следи период на пат. Интересно е, малце големата слика која видиме, моментално единствена економија што покажува здравие, што се вика, што добро работи, тоа е кинеската економија, испорачуваат раст, потрошувачката исто не им е лоша, но западните економии се на стаклени нозе, бидејќи ковид кризата сериозно се пролонгира. Дали ако дојде до заздравување, првин дали ќе дојде наскоро, очекувате заздравување, кога ќе дојде до заздравување, може да се случи да се изврши притисок врз инфлацијата на светско ниво, а тоа да се одрази и кај нас, бидејќи секога се одразува кај нас. Едноставно, ова е само некој сигнал дека почнуваме да одиме нагоре со цените. Добро, имајќи ја предвид структурата значи на инфлацијата кај нас, повеќе фактори секако влијаат домашни фактори, влијаат и надворешни фактори. Надворешните фактори играат голема улога кај нас, бидејќи голем дел од потрошувачката базира на увозни производи или производи кои што се произведени кај нас, но имаат значајна увозна компонента. И од таму од клучно значење е да се следи што се случува во надворешното окружување. За нас, имајќи предвид дека Европската Унија е најзначаен трговски партнер, особено е важно што ќе се случува со инфлацијата во Европската Унија. Ако ги земеме последните проекции кои што ги направи Европската Централна банка на почетокот на овој месец, направи ревизија и таа ја помести инфлацијата нагоре, значи за оваа година првичната проекција беше 1%, а сега очекува 1,5%. Значи има нагорно поместување, но тоа сепак поместување е умерено и причините на кои што посочуваат главно се фокусираат на ефектот од енергенсите и на некои други фактори кои што сметаат дека имаат
привремен карактер, сега за сега, дури посочуваат и на методолошки прашања, начинот на мерење на инфлацијата, зашто практично се промени начинот на однесување на економските агенти во тој период и статистиката во целост не ги одразува тие промени во однесувањето и во потрошувачката кошничка на населението. Значи, ако појдеме од тоа што се очекува во рамки на Европската Унија, која што е наш најзначаен трговски партнер и на извозната, но и на увозната страна и пред се во делот на потрошувачките производи, за сега не очекуваат. И токму од тој аспект Европската централна банка посочува на тоа дека ќе продолжи и во натамошниот период со релаксирана монетарна. Ќе дојдеме за релаксираната монетарна политика и за вбризганите пари и за тоа дека има многу пари во системите, но време е за првиот сет реклами, па ќе се вратиме после нив да продолжиме за да видиме колку е опасно тоа што има премногу пари во системите, пред се во Европската Унија и во Соединетите Американски држави, а богами и кај нас, бидејќи дел од нашите мерки беше буквално вбризгување на пари кај граѓаните. Останете со нас, после рекламите се враќаме. Më lidh me ata që kanë rëndësi për mua. Shoqërohem dhe argëtohem, zbuloj përvoja të reja dhe botë të reja. Me A1 Postpaid fitoni 30 GB internet në rrjetin më të shpejt celular në Maqedoni dhe opsion A1 NetSafe të përfshirë, plus përzgjidhni një smartphone Samsung me super çmim. A1, çdo botë e jotja. Многу си драматичен кога си гладен. Пробај го новиот Snickers Crisp. Operacioni i kataraktës me anestezi lokale, pa dhimbje, shpejt dhe sigurt. Shijoni lirinë e shikimit menjëherë pas operacionit. Për këtë, kujdeseni emrat më të njohur të oftalmologjisë botërore dhe Spitali Special Sveti Vit. Dobraçina 27, Beograd, 011 328 3737. Kompleks Planet Vinudi, 6 tipa na kuqi. Adanira, Trita, Vrilla, Dava, Epirada, Kaona. Prva naselba od Vakovit Kajnas. Prava možnost za vas. Pobrzajte, продажбата започна. Во студио е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Зборувавме за инфлацијата. Иако има нагорни трендови, не се очекува драстично зголемување на цените. Дојдовме до моментот за релаксираната монетарна политика што ја води Европската централна банка. Тоа значи дека многу ниски камати и многу пари во системите, посебно заради кризава, уште повеќе беа. И пред кризата имаше многу пари во системите вбризгано како последица на кризата во 2008-2009 година и се веруваше дека ќе се помогне многу економијата и ќе се подигне инфлацијата да дојде до некои таргети што ги има Европската централна банка, околу 2% годишна инфлација, но тоа не се случува, но еве имаме нагорно придвижување. Гувернерке, дали вака големиот оптек на пари, големата ликвидност и кај фирмите и кај населението едноставно може да изврши притисок на врз побарувачката и да ги зголеми цените во иднина, бидејќи стварно има пари пуштено во оптек. Има ли таква опасност? Добро, генерално прво да кажам дека затоа се тука централните банки да ја регулираат количината на пари во оптек и да спречат прекумерни притисоци од страна на побарувачката врз цените. Тоа е задача на централните банки. Инаку, малку по-суштинско би го прокоментирала токму ова што вие го кажавте, бидејќи е многу значајно прашање. Години наназад по глобалната економска криза во фокусот во рамки на Европската Унија беше зошто инфлацијата е толку ниска, бидејќи Централната банка на тој начин не можеше да го постигне ценовниот таргет кој што кај нив е под 2, но близу до 2.
Во целата таа измината декада, инфлацијата во Европска Унија се движеше околу 1%. Во декадата пред глобалната економска криза таа беше над 2%. И сега прашањето е многу легитимно. Во услови на прискување на огромна ликвидност во финансискиот систем, во реалниот сектор, значи одобрување на кредити на граѓаните, на компаниите и така натаму, нешто не дојде до забрзување на инфлацијата во тој период, туку инфлацијата забави. И оттаму Централната банка, Европската централна банка, почна да ја преиспитува и целокупната монетарна рамка, целокупната монетарна поставеност, значи дефиницијата за ценовна стабилност, дали е таа соодветна. Да ги бара факторите, зошто тоа се случува. И не само што имаше толкова голема ликвидност, туку се виде поместување кај платите, значи почнаа да растат платите, а тој притисок од платите не се пренесе во целост кај цените. Повеќе фактори се анализираат. Има и голем број емпириски анализи кои што се прават за да се даде некој можен одговор на ова прашање. Има поструктурни фактори, меѓутоа еден од одговорите на ова прашање е да се вризга огромна ликвидност во изминатата декада, но сепак дел од таа ликвидност не заврши реално кај компаниите и кај граѓаните, туку остана на сметките кај банките. Значи, покрај толку голема раст на примарните пари, тоа се емисијата што ја прави Централната банка, од друга страна, монетарните депозити не покажаа таков раст. Понатаму, тоа што е важно, се анализираат структурни фактори. Глобализацијата, и вие го споменавте како фактор, понатаму дигитализацијата и демографијата исто така е значаен фактор, значи како старее населението, тоа значи дека расте штедењето во принцип и структурно ги намалува притисоците од страна на побарувачка. Дали и Кина малце придонесе затоа што може да произведе уште поевтини стоки и едноставно го амортизира сето тоа? Да, дефинитивно глобализацијата во голема мера се објаснува токму со тоа што вие го посочувате, значи наеднаш голема понуда и на работна сила во глобални рамки, пониски цени, пониски трошоци за производство и сето тоа придонесе цените да се држат на ниско ниво. Значи голема конкуренција со која што за цените доаѓаме дека остануваат ниски бидејќи едноставно структурата не овозможува растење. Рековте дека во финансиските институции останаа голем дел од парите што се ги вбризга, тоа значи во банките пред се и во фондови, но пред се во банките. Дали можеме да очекуваме и во идни на ниски камати на кредитите, бидејќи банките кога имаат пари кредитираат полесно, за да дојдат, даваат поповолни услови за да кредитираат, едноставно каматите паѓаат долу. Може ли да очекуваме дека каматите на банкарските кредити ќе бидат ниски и во иднина? Сега за сега прашање од $1.000.000, мислам тоа така кој ќе го знае ќе биде најбогатиот човек на свет, но дали можеме да очекуваме врз основа на показателите што ги имате како Народна банка? Значи, како ќе се движат каматните стапки во домашната економија, конкретно кај нас, зависат од домашните услови, но во голема мера зависат и од надворешните услови, односно случувањата на меѓународните финансиски пазари. А случувањата на меѓународните финансиски пазари се детерминирани од централните банки на најголемите економии. Што прави Европската централна банка, што прави Американската централна банка, што прават тие, еве ако ги земеме нивните последни соопштенија, последната комуникација со јавност од март, значи овој месец, нивните видувања се дека Европската централна банка ќе продолжи понатаму со експанзивна монетарна политика, значи не само што ќе го држи овој акомодативен карактер кој што го има досега, значи релаксирачки карактер, туку таа ќе продолжи да откупува хартија од вредност, што значи дополнително ќе продолжи да врискува ликвидност во системот. Се знае дека повисока ликвидност во системот во основа значи релаксирани услови и стимулативни услови за одобрување на кредити по поповолни услови. Што ќе прави Американската централна банка? Сега по последното соопштение исто така тие комуницираат дека очекуваат до 2023 година да го задржат овој релаксирачки карактер на монетарната политика. Да зборуваат за инфлацијата како нешто што мора внимателно да се следи, бидејќи тоа е една од основните цели на секоја централна банка. Во американската економија проекциите за инфлација се нешто над 2% оваа година, во рамки на Европската Унија, еврозоната,
како и што споменав претходно, по 2 да се задржат и оваа година, односно оваа година 1,5, наредната година веќе се проектира поумерено ниво на инфлација 1,3, 1,4 и во овој контекст, значи тие барем сега за сега комуницираат дека ќе продолжат со релаксирана монетарна политика. Значи до 2023 веќе може да очекуваме дека нивото на каматните стапки ќе биде како на меѓународниот, така и во домашните банки ќе биде на ова некое ниво што веќе го имаме во моментов. Значи Не можеме така да заклучиме. Значи, за нас, како што споменав, многу е важно што се случува на меѓународните финансиски пазари, колку се тие порелаксирани, тоа создава простор да и ние водиме порелаксирана монетарна политика. Значи, тоа е прв предуслов. Но, какви ќе бидат каматните стапки кај нас, ќе зависи пред се од нивото на девизниот потенцијал на економијата, кое што сега за сега е на сосема адекватно ниво, според сите последно расположливи податоци, и секако од инфлацијата, а споменав дека инфлацијата покрај од надворешните фактори може да зависи и од домашни фактори. Кај домашните фактори што влијаат на инфлацијата, тука пред се е домашната побарувачка, оти нели тоа е каналот во основа. Централната банка води релаксирана политика, вбризгува ликвидност, пониски стапки, тие пониски стапки ја зголемуваат побарувачката. Да ве прашам, како граѓанин, дали да рефинансирам кредит сега, се уште ми се добри каматите и да не чекам да дојде 2023 да рефинансирам, да ги намалам каматите лево десно, да направам некој нов договор со банките, бидејќи до 2023 отприлика знаеме како ќе се движат очекувањата на другите централни банки, или можам да бидам по-комотен и да се надевам дека нема да скокнат многу каматите на кредитите? Значи, јас не би можела да секако, разбирате, да дадам одговор на ова прашање, бидејќи одлуката за монетарна политика и за монетарна поставеност мора да е одраз и во линија со случувањата во економијата и со незините фундаменти. Како очекувате, како оценувате случувањата во економијата? Ќе имаме влошување, ќе мора да стегате вие како монетарна политика, или можеби да очекуваме и релаксирана монетарна политика во иднина? Моментално благаничките записи се на историски најниско ниво, 1,25%, значи тоа е каматата на благанички записи. А дали може да очекуваме дека ова ќе опстои во подолг рок, или може да очекуваме малце затегнување на монетарната политика, бидејќи ние сме сепак мала економија која што многу зависи од извозот, а извозот не ни е добро структуриран, иако дефицитот се намали. Да. Значи, имајќи ја предвид монетарната стратегија на одржување на стабилен девизен курс на домашната валута во однос на еврото, имаме два клучни параметри од кои што се водиме при испитувањето на одлуката за монетарната поставеност. Првото е инфлацијата, како што споменав, сега за сега од расположлививе податоци. Инфлацијата е во рамки на остварувањата, да постојат нагорни ризици, меѓутоа тие се пред се поврзани со фактори на страна на понудата, тоа се цените на енергенсите, цените на храната. Треба да видиме кои би биле ефектите, меѓутоа и вградувањето на најновите очекувања кај овие цени не упатува на некое поизразено инфлациско ниво. Значи, тоа е првиот сегмент од кој што ние се водиме. Вториот, исто така, клучен сегмент е нивото на девизни резерви, односно девизниот потенцијал. Колку е поголем девизниот потенцијал кај нас, толку создава простор за водење на порелаксирана монетарна политика. Колкав ни е девизниот простор? Значи, во изминатите, во 2 години пред почетокот на пандемијата, девизните резерви се зголемија за 1 милиарда. И тоа е многу важно што тие се зголемија не преку канал на задолжување, туку се зголемија како резултат на откуп на девизен пазар од компаниите, бидејќи во тој период во континуитет забележувавме смалување на дефицитот на трговската сметка. А знаете дека дефицитот на трговската сметка е клучниот проблем на нашата економија, структурен проблем кој што го имаме, и тој може да се адресира само со структурни реформи и промени во економија. Дали едноставно, тука е малце не ми е јасно, која ја подготвувавме емисијава, ми го спомнавте овој податок дека извозот
се задржа на одредено ниво, но увозот падна и така у суштина се намали трговскиот дефицит. Но дали едноставно компаниите кои што се извознички, пред се тоа се во тирзовите компаниите кои што се најголеми генератори на извоз, едноставно не продаваа залихи и едноставно ова е краткорочно движење да добијат повеќе девизи, а не купуваа репроматеријали и едноставно затоа имаше намалување на увозот. Бидејќи како податоците во минатото покажуваат како што растеше извозот, паралелно растеше увозот. Значи цело време се во паралелен сооднос извозот со увозот. Како што расте едното, така расте и другото. Дали во овој момент можеби е само краткотрајно затишје за некупување на репроматеријали, например за производство на катализатори кои што најмногу учествува например во извозот, што се вика сува пара се заработува од тоа, бидејќи увезуваме платина, а произведуваме катализатори за автомобили и ги извезуваме, едноставно за лихите се продадени и затоа дојдено до ова, или имаме поместување структурно каде што извозот на вистина сега повеќе расте, а увозот се намалува заради структурни промени во компаниите. Значи тоа што го коментирав пред вашето прашање се однесуваше на подолг период, значи пред корона. Ти анализираме подолг период каде што би се анулирале вакви краткорочни промени. И дефинитивно се гледа, може да се заклучи од податоците, дека имаме структурни подобрувања во трговскиот дефицит, што во голема мера се врзува со странските директни инвестиции, пред се во секторот на разменливи добра, значи во производствениот сектор, кој што ја зголеми додадената вредност на извозот, ја подобри структурата и сето тоа имаше видливи резултати врз трговскиот дефицит. Тука нема дилема. Друго е прашање во како реагираше трговскиот дефицит во периодот на корона кризата, токму ова што вие го посочувате. Да, ние минатата година имаме намалување на тамошно на трговскиот дефицит. Причината е што извозот се намали, но се намали помалку од тоа што се намали увозот. Зошто се намали помалку увозот? Прво, нашиот извоз се уште има значајна увозна компонента. Значи, ако не извезуваме, не произведуваме, реално ние немаме побарувачка за инпути за тоа производство. Друга работа, пад на потрошувачката. Ние минатата година имавме пад на потрошувачката. А споменав дека домашната потрошувачка во голема мера базира на увезени производи. Тоа значи ја намали побарувачката. И не е за изненадување ова реакција во тек на криза, зашто ако се навратиме наназад и во други кризни епизоди, се случува да трговскиот дефицит во услови на криза се намали. Всушност, оној канал каде што ние најмногу ја почувствувавме кризата, ако го гледаме целиот платен биланс на државата, се приватните трансфери во тој сегмент. Да, ќе дојдеме и до приватните трансфери, ќе дојдеме и до банкарскиот сектор, но време е за вториот сет реклами. Останете со нас, ќе финишираме во емисијава со исто така важни теми за нас граѓаните, така што останете со нас. Рокот за одложување на пописот истекува на полноќ. Собраниската седница не се одржа. Средбата на власта со Алијанса и Алтернатива за државјанствата без решение, но со позитивни очекувања, а почна вакцинацијата на постарите. AstraZeneca нема да ја примаат помлади од 60 години. Обвинители не го почитуваат законот и срагите се одолговлекуваат. Оценка на американскиот State Department. Ова се дел од насловите за вестите во 23. Гледајте. Почни го твоето утро со Нескафе Класик. Со богат и силен вкус, добиен од зрна кафе, испечени на експертски начин. Момент пред секојдневното лудило. Не бара двајцата овој пат. Да, ама тебе та повика посладен душа. Во ред. Нескафе Класик, експертски испечени зрна кафе за твоите перфектни утрински моменти. Открите ги сите Нескафе Класик видови, сега со ново пакување. Nestle, good food, good life. Седницата на кујни во Прима ви носи можност да го опремите својот дом со модерна и нова кујна. Заштедете дури 45% попуст на кујните по мерка. Или 40% попуст на модуларните кујни во сите салони на Прима. Прима,
штеди за семејството. Се едно дали денот ти почнува со првите птици или ти требаат уште 5 минути сон, Баланс оброк совршено се вклопува со секој почеток на денот. Избалансирана комбинација на овошје, житарки и јогурт во 3 различни вкусови. Вкусен и хранлив оброк кај да си. Баланс оброк за добар старт. Операционите катаракта стек фамивете ритор, глаукома, абляционте ретинес, макуља, хеќето диоптрис ме лазер да е третимете шикимите добате к фамијат. Kryhen nga kirurgët të cilët kanë marrë çmimet më prestigjioze në botë për punën e tyre. Sveti Vit, Dobraçina 27, Beograd. Numri më i madh i sëmundjeve janë si pasojë e inflamacioneve kronike në trup. Kurkumini është i provuar klinikisht, antiinflamatori më i fuqishëm natyral i cili eliminon dhimbjet dhe inflamacionet dhe mund të parandaloj formimin dhe rritjen e kancerit. Kurkumini ekstrakt, formulë inovative lëngshme me biberin për absorbim më të mirë dhe veprim 10 herë më të fuqishëm për qetësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit. Natura Therapy. Скопско смут. Дефиниција за свежина. Во студиово е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Зборувавме и за инфлацијата, зборувавме и за тоа дали од утре ќе може да се одложат плаќањата на ратите на кредитите, но дојдовме до едно многу круцијално прашање, а тоа е банкарскиот сектор. Хајде да зборуваме, расте задолженоста на граѓаните, значи им должиме на банките, се повеќе и повеќе структурата на кредитирање. Да, сакаме да купиме и автомобили, сакаме и станови да купиме, но исто така имаме потрошувачки кредити. Дали успеавте во намерата малце да ги дестимулирате банките да даваат потрошувачки кредити, односно оние пари за секојдневни потреби што им требаат на граѓаните и да бидат насочени или за бизниси или да бидат насочени за нешто потрајни вредности кои што ќе генерираат после други добивки? Добро, прво би кажала дека банкарскиот систем обезбедува значајна кредитна поддршка. Кредитите се значаен дополнителен извор кој што ја финансираат личната потрошувачка на граѓаните. Во изминативе години бевме сведоци на прилично солиден, би рекла, кредитен раст, кредитна поддршка на граѓаните, при што постоеше позначајна насоченост на банките кон поддршка на граѓаните во однос на поддршка на компаниите. Во голема мера, растот на кредитирањето на населението базираше на потрошувачки кредити и тоа со поголема рочност. Анализите што ги направи Централната банка посочуваа на одредена ранливост во овој сегмент и оттаму презедовме и некои мерки. Една беше регулаторна мерка која што се презема на почетокот на 2016 година, која што требаше да значи попрудентен пристап во одобрување на кредити во овој сегмент. Дали даде мерката резултат? Податоците покажуваат дека најверојатно даде резултат. Гледаме во изминатиот период одредено забавување, иако умерено би рекла забавување, и структурата, ако се гледа од каде произлегува тоа забавување, токму е од потрошувачките кредити. Согласно последно расположливите податоци, кредитирањето на населението продолжува со солидна стапка, но забавена од претходен период, околу 7%, а најголем раст во рамки на кредитирањето на населението бележат стамбените кредити, некаде околу 13%, а потрошувачките кредити забавија на околу 6-7%. Чи се гледа одредена промена во структурата. Така, многу е актуелно она што се случува околу Евростандард банка. Основно прашање што има и судски постапки, има и
и во обвинителство постапки, нема да ги коментираме, бидејќи тие се во тек, надлежните ќе си дадат. Мене ме интересира она што ја интересира и целата јавност, а тоа дали можевте да ја спасите банката од да отиде во стечај. Дали постоеше начин тоа да се направи? Одзимање на лиценца на банка е една од најтешките одлуки која што може да ги донесе било која централна банка и оттаму кон оваа одлука не се пристапува едноставно. Значи кон оваа одлука се пристапува тогаш кога се исцрпени сите законски можности за изноѓање на поповолно решение, особено имајќи го предвид интересот на штедачите, значи на депонентите во банката. Одземањето на дозволата кај конкретнава банка, кај Евростандард банка, беше направено откако беа исцрпени сите законски можности. Банката престана да ги исполнува минималните законски барања за капитал, а во таква ситуација Централната банка нема друг избор, односно таа мора да постапи, мора да ја одземе дозволата за работа на банката. Единствен некој кој што може банката да ја спаси во ситуација кога на банката и не достига капитал за да ги исполни законските барања, се акционерите на банката, кои што треба да направат итна докапитализација за да се постигне законското барање, или да обезбедат потенцијален странски инвеститор, но многу важно, тој потенцијален странски инвеститор треба да ги исполнува законските услови, да биде акционер во банка и да е спремен да го обезбеди целокупниот потенцијал за да се постигне законското Да барање. појасниме, да се биде акционер во банка не е исто да се биде акционер во било која друга фирма. Дефинитивно. Тоа е. Затоа ли им препорачавте донесовте одлука, не е препорака, донесовте одлука банките да не ги ја распоредуваат дивидендата на своите акционери, да не ја делат на своите акционери, туку да ја стават во резерва. Дали е тоа мотивот за да имаат кеш, да имаат пари во случај ако се пролонгира кризава, за да можат да уфрлат сува пара што се вика, за да може да продолжи кредитирањето? Оваа одлука, која што ја донесе Советот на Народната банка, е со цел штитење на јавниот интерес. Како? На два начина. Прво, на тамошно јакнење на стабилноста на банките. Една од клучните фактори за стабилноста на банките е токму капиталот. Тоа е прво и основно. Значи има превентивен карактер во услови на се уште присутна неизвестност, кои би биле ефектите од здравствената криза, како тие ќе се прелеат на реалниот сектор, како од реалниот сектор евентуално ќе се пренесат понатаму на банкарскиот систем. Значи банките треба да имаат доволно резерви. Во година кога остварила солидна профитабилност, сметаме дека е соодветно натаму да се јакне капиталот. И втората многу значајна работа за граѓаните, колку е поголем капиталот, толку е на банките, толку и поголема можноста за обезбедување на кредити на граѓаните и компаниите. А кредитната поддршка, мислам на тамошна кредитна поддршка, е од клучно значење. Да, но оваа ваша одлука е дадена на Уставен суд. Едноставно две банки побараа да може да ги распоределат и едноставно нивното објаснување дека тие пари ќе влезат во системот, ќе се потикне домашната потрошувачка и едноставно ќе се вратат на друг начин. Дали на некој начин не ги оштетивте домашните акционери со оваа одлука? И ја барат сега правдата пред Уставен суд. Вие добро посочивте, значи акционерството во банка не е исто со акционерство во било која друга нефинансиска институција. Регулативата во банкарскиот сектор нешто е најстрога, туку таа постојано се зголемува. Практично, по глобалната економска и финансиска криза, регулативата за банкарскиот сектор во континуитет се зајакнува. И не само што се зајакнува, туку таа и понатаму ќе зајакнува. А иначе само да кажам, прашањето, многу сме свесни апсолутно за прашањето за акционерите, ефектите врз нив, но ваков вид на одлука или мерка е донесен, практично нема земја во Европската Унија во која што не е донесена ваква или слична мерка, чиј што мотив е привремено, значи тоа е многу важно. Ние зборуваме за привремено ограничување на исплата на дивидендите. Не зборуваме за забрана, туку се додека е висока оваа неизвестност,
сметаме дека потребно е попрудентно однесување. И секаде во регионот, значи од Словенија, Хрватска, Босна, Србија, Албанија, Бугарија, значи нема земја која што нема преземена ваква или слична мерка. Но добивките на банките за 2020 година се зголемени, тоа е некаде за 9,2 милиона евра, значи во најкризната година, најкриза кога имавме локдаун на економијата и на населението, едноставно се зголеми добивката, профитот е зголемен. Кога ќе се дзирне малце внатре во структурата, ќе се види дека добар дел од добивката се базира на провизии. Тоа се она што не е на приходи од камати, не е од работење со граѓаните од што го остваруваат врз основа на камати, туку врз провизии. Некаде околу 30 до 40% добивката се базира на провизиите. Зборувате вие за регулација, ова е нерегулиран дел. Да појаснам на гледачите, например, за блокирање и одблокирање на сметка, ако извршител тоа го направи, се плаќа од 800 до 1200 денари во зависност од банка. За секоја трансакција се взима 30 на денари. Значи, едноставно ова се пари кои што ги сува пара што ја собира од нас граѓаните за секоја банковна трансакција или имање на банкарска сметка кај нив. Дали ова ќе се регулира и дали постои воопшто можност да се регулира висината на провизиите и како би се извело ако е возможно тоа, бидејќи сепак ова е пазарна економија? Да, во услови на пазарна економија, тоа што го прават централните банки е поттикнување на поголема конкуренција на пазарот и поголема транспарентност во однос на сите тие услуги кои што ги носат банките, за да на тој начин се влие и на збогатена понуда на различни видови на финансиски производи и не само збогатена понуда. Што значи ова? Ќе нови банки да влегуваат? Гледаме дека сме мал пазар и нема голем интерес, или на друг начин? Како би го регулирале ова со зголемена конкуренција? Бројките кои што ги посочивте за провизиите во голема мера базираат и на провизиите во сферата на платниот промет, значи за извршување на платежни услуги. Токму во овој дел би го споменала новиот закон кој што го работевме заедно со Министерството за финансии за платежни системи и платежни услуги. Тој нов закон во суштина прво поттикнува зголемена конкуренција, значи да дојдат нови субјекти, не зборувам за банки, секако тоа постои таква можност, туку за помали платежни институции кои ќе понудат нови производи подостапни за граѓаните и по пониска цена. Практично тоа е трендот што се случува и во Европската унија, значи нови даватели, помали институции на платежни услуги. Прочитав пред некој ден дека на пример во Франција во трафик и во будки што ги среќаваат може некои основни плаќања да се извршат, на пример да се плати сметка за струја, за вода, значи може во трафика тоа да се направи, значи да завршат еден дел од платниот промет. Дали ќе одиме до тој начин на либерализација да може да прават компании да влегуваат да го возможат сето тоа? Значи, основната цел на законот, на новиот закон, меѓу другото, покрај што е секако согласување со Европската унија, но има поента во тоа, токму поттикнување на поголема конкуренција во делот на платежните услуги. Конкуренцијата е здрава. Корист од тоа ќе имаат граѓаните, ќе имаат нови начини, нови форми за плаќање. Чим ќе има конкуренција, веројатно и банките ќе понудуваат, значи конкуренцијата прави притисок генерално на цените. Така да тоа е целта на законот и секако по софистицирани услуги, пратење на новите трендови во технологијата. Гледаме големи промени во однесувањето на граѓаните и пренасочување кон дигиталните форми. Да видиме дали тоа ќе успее да се намалат овие давачки што ги даваме ние како граѓани, едноставно тоа ќе ни биде во наша корист, а да финишираме со две прашања. Извинете, само уште едно. И самиот закон оди малце подетално кај одредени видови на производи, кај оние граѓани кои што се поранливи категории, предвидува и одредени поволности, например отварање на платежна сметка во банката преку која што може да вршат трансакции без надомес во одреден обем. Значи, законот оди
Понатаму, уште еден чекор, не само што ја охрабрува и ја поттикнува конкуренцијата, туку има и некои други сегменти каде што се оди во насока на заштита на интересите на корисниците на Тоа ќе биде финансиски услуги. интересно да видиме како ќе биде законското решение, бидејќи добар дел од граѓаните ќе се интересираат за ова. Да финишираме со две прашања. Дознаките, девизните дознаки, нашите праќаат или не праќаат пари од странство, бидејќи според информациите преполовена е оваа сума. Порано некаде околу 2 милиарди евра било праќањето, сега е тоа преполовено. Дали што ви значи ова и дали имаме доволно прилив на девизи во Македонија, со кој што у суштина се одржуваат и девизните резерви на крајот од денот? Споменав и претходно кога ме прашувавте за трговскиот дефицит. Еден од клучните канали преку кои што ние почувствувавме во негативна смисла кризата се токму дознаките. Минатата година регистриравме пад на дознаките од околу 24%, што беше горе-долу и во линија на нашите проекти, очекувавме околу 26%, значи малце помал пад од тоа што очекуваме. Номинално падот е некаде околу 400, нешто на 400 милиони евра, што е значаен износ секако за нашата економија, но не се преполовија, падот значи е помал. При тоа забележавме структурни поместувања. Најголем дел, според нашите проценки, девизните дознаки до сега доаѓа во готовина, а помал дел преку банките и брзиот трансфер на пари. Минатата година, со оглед на целиот нов контекст, особено настана промени и дојде до значаен пораз на дознаките кои што стигаат преку официјалните финансиски канали, близу до 50% порасна. Секако на нето основа имаме патнели, но тој беше делумно компензиран со преливите преку официјалните канали. Тие се многу значаен извор на девизна ликвидност кај нас, имаат мултипликативна функција. Прво ја помагаат потрошувачката. Тие всушност, ова се проценки на Народната банка, нема официјални податоци, меѓутоа според наши проценки 1/4 од вкупната потрошувачка кај нас се финансира токму од дознаките, значи тие се значаен фактор кој што ја потикнува, а во таа насока се и повеќе анкети кои што се правени, каде што се поставува прашањето средствата што ги добивате од странство, за која цел ги користите. Според анкетите, од прилика некаде 2/3 од сето тоа што стига се користи за лична потрошувачка, околу 10% се за инвестиции и останатите се за штедење или некои други мотиви. Значи, значајна детерминанта на личната потрошувачка и на девизниот потенцијал вкупен на економијата. Ова се големи пари у суштина, која ќе се види вака и многу значени за нас. Последно прашање, во оваа студио уважениот професор Никола Поповски посочи дека во иднина може да се случи, значи не до 2023 додека очекуваат релаксирана монетарна политика, но до 2027 кога ќе доспеат враќање на голем дел на кредити што ги има земено државата и евроврзници издадено, дека може да се случи наместо 1,675% колку што сега се зема последната евроврзница од 700 милиони евра, да имаме камати кои што ќе бидат многу повисоки, односно рефинансирањето на нашиот долг да дојде многу да биде поскап. Очекувате ли вие вака дека е можно поскапување на рефинансирањето на долгот до 2027 година, односно да се случи да нема веќе ефтини кредити на меѓународниот пазар на финансии? Се зависи каква монетарна политика ќе водат најразвиените централните банки на најразвиените економии, како што кажав. Тие ги детерминираат и движењата на финансиските пазари, а пак нивната монетарна политика зависи од тоа со која брзина ќе закрепнува економијата и дали тоа закрепнување на економијата ќе креира инфлацијски притисоци. Затоа што сколемување на каматни стапки се случува во основа тогаш кога има закрепнување на економијата. Во секој случај тоа значи потребна е значајна предпазливост. Изминатата година, па и ова практично изминатата година во услови на корона криза дојде до значајно зголемување на јавниот долг насекаде. Тоа е глобален феномен, затоа што државите мораат да реагираат на таа криза која што беше од невиден карактер и мораше навистина со силни и монетарни и фискални импулси да се ублажува ефектот врз реалната економија. И ако направиме споредба сега, во однос на 2008-2009 година,
Фискалните импулси во глобални рамки, а вклучително и кај нас, сега се повисоки од тогаш што беа во периодот на глобалната економска криза. Нормално резултат на овие фискални импулси е раст на јавниот долг. Ако се погледне регионот на Централна и Југоисточна Европа, според податоците на ММФ, растот на јавниот долг минатата година се движи некаде од 10 до 15%. Слично и кај нас, околу 11% е пораснат јавниот долг. Но ова уште повеќе ја апострофира потребата за рационално, мудро користење на јавните ресурси кои што ги имаме на располагање. Тоа значи и кај фискалните пакети, секако насоченост кон оние што се најранливи категории, еден елемент. Друго, насоченост кон расходи кои што не влијаат само на краток рок да ги ублажат последиците од кризата, туку расходи кои што на долг рок го зголемуваат потенцијалот за раст на нашата економија. Колку поголем раст ние ќе имаме понатаму, тоа значи поголеми буџетски приходи. Така, кога имаме поголеми буџетски приходи, тоа ќе помогне за стабилизирање на долгот. И уште еден многу важен фактор на кој што треба секако да обрнеме сите внимание е структурните реформи. Тие имаат влијание на каматната стапка која што ние ја плаќаме на нашиот долг. Каматната стапка во основа има два дела. Првиот дел е безризична каматна стапка и премија за ризик. Премијата за ризик зависи од тоа како меѓународните инвеститори не перципираат. А како не перципираат, зависи од фундаментите на економијата и тоа уште повеќе ја апострофира потребата за тамошни структурни реформи. Тие никако да ги спроведеме и да станеме една нормална економија. Ќе видиме како ќе биде во иднина, што ќе се преземе, гледаме дека некако се разрешува политичката нестабилност или можеби ќе влеземе во нова, но затоа потоа во некоја наредна емисија мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од Економски магазин. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Тоа беше се за оваа емисија. Се гледаме за 7 дена во истиот термин. Која ќе биде новата тема, ќе одредиме наредниве денови да видиме што ќе биде актуелно. Се надеваме дека ќе се реши и политичката криза, па ќе влеземе во некој носење на петиот сет мерки кој што ќе биде интересен за граѓаните, па можеби тоа ќе го обработуваме, но се зависи од тоа како дневно ќе се развиваат работите. Вие останете добро, пазете се. Британскиот сој на вирусот е секаде меѓу нас. Носете маска, мите ги рацете, заштитувајте се, издржете уште малце, веројатно ќе скоро ќе почнеме и да се вакцинираме, ако набават некои вакцини што се за употреба под 60 години, на лицата под 60 години. Останете добро, гледате вести на Алсат на македонски јазик.